Кривичниот суд во одбрана на неговиот потпредседател Пајазит Пајазити не гледаат вина за определувањето на куќен притвор на Блерим Рамадани, командантот на УЧК кој се даде во бегство. Прстот го вперија во Министерството за внатрешни работи. Од судот се правдаат. Судскиот систем во нашата земја не бил директно засегнат за исходот од оваа постапка, со оглед на тоа дека на Рамадани не му се судело во земјава и немало оштетени македонски државјани. Сепак, обврска на Македонија е во започнатата екстрадициона постапка да го почитува меѓународното право. Конкретното лице било во активен притвор со решение на судија на претходна постапка од 17.7.2024 до 1.8.2024 година или 15 дена, односно согласно досегашната судска пракса за овие случаи. Тоа е максималното време кое некое лице го поминало во екстрадиционен притвор. Од Кривичниот суд се повикуваат на случајот со лицето Томора Морине од 2019 година. Морине не бил екстрадиран во Србија, бидејќи истиот бил косовски државјанин и делото било сторено во Косово. Па заради тоа, надлежност за водење на постапката ја имало Косово, одлука што тогаш била потврдена и од Врховниот суд, велат од Кривичен. Во сите одлуки на Кривичниот совет при надлежните судови е утврдено дека не се исполнети законските претпоставки за екстрадиција, а овие одлуки се потврдени од Врховниот суд на Република Македонија, согласно законските одредби. Може да биде обезбедено со поблаги мерки како куќен притвор, мерки за обезбедување присуство или гаранција, што е наведено во решението, додека надзорот над куќниот притвор согласно решението се доверува на МВР, односно надлежната полициска станица. Па заради тоа, одговорноста, системска или индивидуална, за бегството треба да се бара кај органот кој го врши надзорот. Кривичен побара од судскиот совет да провери дали судот постапувал согласно законот и праксата на повисоките судови.